Со денешната традиционална изложба на маски, изработени од учениците од основните и средните училишта во градот, под менторство на нивните наставници по ликовно образование и оделенска настава, по 2 години пауза, започна годинашното, јубилејно 20-то поред, издание на меѓународниот карневал Прочка. Годинашниот карневал, согласно здравствените прилики, е во помал обем од досегашните, но организаторите тврдат дека тоа нема да влијае на квалитетот на маските кои ќе продефилираат в недела во центарот на градот. Прилипските мечкари се подготвени и се спремени веќе да учествува на овогодишниот карневал. Ние ги очекуваме во недела да пристигнат сите гости од Македонија и прилипските, така да мислам дека и ова година ќе имаме еден, иако помал број на маски, но ќе имаме добар карневал, бидејќи Прилеп е карневалски град. Покрај маските ќе има голем број на прилепчени, преоблечено или преправено по наше, како се кажува, но ќе отсутствуваат тие странски маски кои се релативно добри. Годинава се очекуваат да продефилираат околу 500 учесници во 15 групни маски. Некои од нив бројат и над 50 учесници. Организаторите велат дека заради 2-годишниот прекин повторно да се организира карневалот било потешко. Многу тешко, бидејќи голем дел од прајачите на маски, тоа скориографите, ја напуштиат работа, бидејќи тие му треба подолго време, како барање спонзори, така и изготвување на маските. Мислам дека ќе го вратиме сега. За најуспешно изработена ученичка маска од природни материјали, жири комисијата ја прогласи маската на ученикот Димитар Талески од основното училиште Кирил и Методи од село Подмол. Јас изработив ова маска со природни материјали. Ме инспирираше тоа што е плетена и ја изработив со гранки од тажна врба. Со плетење ја работев скоро 1 месец, ја мислев. Карневалот ќе се одржи в недела на денот Велики поклади Прочка, на градскиот плоштад, каде ќе има и богата културно-забавна и музичка програма, со куклено шоу, магионичари, жонглерски и други атракции, како и со концерт на групата Фолтин на Централната бина.